Почитувана председателка, почитувана министерке, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Пред нас е предлогот за измени и дополнување на буџетот за 2026 година. Ова не е политички документ, туку фискален инструмент со кој државата се приспособува на реалните економски околности. Овој ребаланс не е само техничка корекција на буџетот, тој е одговор на реалните потреби на граѓаните. Ниту една сериозна држава не го третира буџетот како непроменлив документ. Напротив, кога ќе се променат економските услови, обврска на владата е да ги ревидира проекциите, да ги пренасочи средствата таму каде што се најпотребни и да обезбеди развој и стабилност на јавните финансии. Особено сакам да нагласам дека ребалансот не значи откажување од развојната политика. Напротив, со предложениот ребаланс вкупните приходи се зголемуваат од 374 милиарди денари на 379,5 милиарди денари, а тоа е зголемување од 4 милиарди и 575 милиони денари. Во првиот квартал од 2026 година, според Државниот завод за статистика, бруто домашниот производ забележа раст од 3,1% и што докажува дека домашната економија успешно се приспособува на сите предизвици што ги донесе најголемата светска криза. Индустријското производство покажува закрепнување. Градежништвото бележи значителен раст од 7,25%, а странските директни инвестиции се зголемени речиси за 47% во однос на истиот период минатата година. Тоа покажува дека економските основи остануваат стабилни и поквар на дворешните ризици. Сакам да нагласам дека во првата половина од годината капиталните расходи достигнаа 19,4 милиарди денари, што представува раст од 53,5% во однос на истиот период минатата година. Тоа значи повеќе средства за локална инфраструктура, патишта, железници, водоводи, канализација, училишта, градинки, болници и проекти што ќе создаваат економски раст и нови работни места. Во ребалансот гледаме зголемување на капиталните дотации кон единиците на локалната самоуправа, кои се зголемуваат за 66,1% и достигнуваат 4 милиарди 235 милиони денари. Тоа значи повеќе локални проекти, повеќе јавна инфраструктура. Во делот на образованието, во вкупниот буџет, согласно предложените измени, е проектиран раст од 3,1%, односно износ од 1 милиарда и 404 милиони денари. И во делот на здравството, ребалансот е проектиран да располага со вкупен износ од 8 милиарди и 140 милиони денари, што представува зголемување од 7,6%, односно 573 милиони денари повеќе во однос на иницијалниот буџет од 2020 за 2026 година. Кај земјоделието, шумарството и водостопанството, со овој предлог ребаланс е проектирано да располага со 2 милиарди и 167 милиони денари, што представува зголемување од 299,9 милиони денари или 16,1% во однос на иницијалниот буџет за 2026 година. Исто така, кога сме кај земјоделието, треба да го спомнеме разделот кој се однесува на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Во овој дел со предлог ребалансот се предвидени зголемување на средствата со кои ќе се располага. И тоа во вкупен износ од 8 милиарди 941 милион денари, што представува зголемување од 17,5%. Ова е јасна порака до земјоделците
дека државата останува нивен партнер и сака да обезбеди континуитет во поддршката на земјоделците. Во делот на заштитата на животна средина и просторно планирање, со ребалансот на буџетот средствата се зголемуваат дури 54,3%, едно од најголемите зголемувања, односно 2 милијарди и 412 милиони денари, повеќе од иницијалниот буџет или вкупно средства од 6 милијарди 859 милиони денари. Во делот на социјалната политика, демографија и млади, со предлог ребалансот на буџетот, и тука се зголемуваат буџетските средства од 1 милијарда 946 милиони денари, односно 2,4% во однос на иницијалниот буџет, што вкупниот буџет достигнува 83 милијарди 335 милиони денари. Почитувани колеги, лесно е да се критикува секоја бројка во буџетот, но многу потешко е да се каже што конкретно треба да се укине. Дали некој предлага да се намалат средствата за општините, за болниците, за училиштата, за земјоделците, за инфраструктурата? Ако не, тогаш станува јасно дека критиката често е политичка, а не суштинска. Буџетот не е документ на владата, тој е документ за државата, затоа што наша обврска е да обезбедиме финансиска стабилност, да ги исполниме законските обврски и да продолжиме со инвестиции што ќе донесат економски раст и подобар животен стандард на граѓаните. На крајот, граѓаните нема да оценуваат по тоа кој одржал подобар говор на оваа комисијска расправа, туку ќе не оценуваат според тоа дали изградивме патишта, училишта, градинки, болници и дали создадовме услови за нови работни места. Токму затоа сметам дека овој ребаланс заслужува поддршка од сите нас. Ви благодарам.